Добро утро за гледачите на Здрава Македонија и утринската на Канал 5. Ова утро во фокус и во внимание ќе ставиме тема која за жал е актуелна во нашата држава. На се што ни се случува секогаш се упатуваме кон стручни соодветни лица кои ќе ни дадат одговор на некои од прашањата кои секогаш не се нанижуваат во нашите глави. Зборуваме со адвокат кој е стручен во областа, особено за семејствата, бракот, разводите и се уште на актуелност во Македонија. Наш утрински соговорник е адвокат Јована Малезанска. Добро утро. Добро утро. Јована, како прво прашање би ви го поставила, кој е најтешкиот случај на кој лично сте работеле? Како што кажавте, јас работам семејно право долги години, веќе 15 години, и можам да кажам дека во семејното право не е лесно за работа. Од аспект ние не обработуваме само правни прашања. Овде секогаш се вклучени интимни, лични прашања, постои страв, болка, неизвестности и затоа сите случаи си имаат своја специфика и се тешки на свој начин. Посебно тешки случаи ми се кога работам жртви на семејно насилство. Сите случаи се тешки, меѓутоа еве ако морам да одвојам еден така поспецифичен и кој што мене како професионалец и како човек ми оставил повеќе тежина е тоа што застапувам жртва на семејно насилство, континуирано и психичко и физичко насилство кое што се случувало пред очите на малолетната дете и жртвата не ја добива соодветната институционална заштита за жал. Дотаму се оди што обвинителство наместо да ја препознае како жртва што е и не се вовлекува во лавиринтите на кривичните постапки и ја процесира и таа како да е обвината за телесна повреда, само ради тоа што насилникот покажал дека има некоја гребнатинка, која што реално може да настане во обид на жртвата да се одбрани од физичкиот напад. И многу е поразително за држава, која што декларативно се залага за заштита на жртви од семејно насилство, да дозволи вакво нешто, жртва повторно да се виктимизира, да се вовлекува во кривичните постапки и наместо да се заздравува од тоа што и се случувало од психичкото и физичкото насилство, за жал таа повторно се виктимизира, овој пат во судска постапка, да докажува дека не е насилник, туку е жртва. Во битката да се балансира помеѓу моќта, правото, во бракот и семејството, како да ги заштитиме децата? Ова е доста интересно прашање и мислам дека треба да е примерно и фокусот при секоја постапка со развод, од причина што разводот не се случува само помеѓу партнерите, кога во тој однос постојат и деца. Децата не се некои секундарни или споредни актори во овој процес, туку се главниот лик на кој што најмногу треба да се обрне внимание. И многу е тешко кога родителите ги вовлекуваат и децата во нивните конфликти. Мора да се разграничи дека постои разлика помеѓу родителскиот однос и партнерскиот однос. Партнерскиот однос е тој што престанува со разделбата, со разводот, меѓутоа родителскиот однос е тој што останува за секогаш. Родителите имаат еднакви права врз детето дури и по разводот. Затоа е многу битно и јас секогаш ги советувам родителите да си побараат соодветна психолошка поддршка во овој процес на разделба, бидејќи колку за нив е емотивно, за децата е уште потешко. Кога имаме свесни родители кои што размислуваат на децата и не ги вовлекуваат в децата како лична одмазда према партнерот, како ги користат средство за користење, контрола на другиот партнер и слично, тоа е поразително бидејќи децата најмногу трпат. И балансот кој што би требало да се направи помеѓу правото и грижата е кога родителите ќе сватат дека со правото, со судска одлука се регулира старателството, меѓутоа не се регулира зрелоста. А зрелоста значи да се стави детето пред конфликтот, да не се вовлекува во лични конфликти и одмазди, туку фокусот да биде неговиот најдобар интерес, за да може детето да израсне во здрава и психички здрава личност, која што овој процес на развод ќе го помине со најминимални последици врз него. Со оглед на вашето долгогодишно искуство во оваа област, колку се зголемува бројот на жртви на семејно насилство во Македонија? Да, за жал, од година на година, бројките, статистиките покажуваат дека бројот на жртви на семејно насилство се зголемува. 2025 година се регистрирани отприлика околу 4700 жртви на семејно насилство, според статистика на МВР. Тука се вклучени и кривични постапки, прекршуците и поплакиве. И тоа е една фрапантна бројка за нас како држава и поразителна. И оваа бројка покрај другото се должи на се почестата пријава од страна на жртвите. За разлика од пред неколку години, дефинитивно е зголеман бројот на пријави
и жртвите се охрабруваат да пријават. Меѓутоа, она што ги обесхрабрува жртвите која не ја добиваат институционалната заштита соодветна. Како што споменав и претходно, кога ние жртвата ја вовлекуваме во судските лабиринти не како жртва, туку и како извршител на кривично дело. Затоа сите актери кои што се инволвирани и кои што работат со семејно насилство мора да ја сватат динамиката на самото семејно насилство. Мора да се разграничи насилник од жртва. Мора да се разграничи дека не секоја физичка повреда е пресметка помеѓу партнерите. Туку навистина треба да се види дали овде самата жртва во обидот да се одбране од физичкиот напад можеби ќе нанесе на некој телесна повреда која што во никој случај не треба да се третира како насилник, ниту да се вовлекува во кривични постапки. Туку државата е должна да ја даде соодветната заштита за жртва, посебно во ситуации кога се инволвирани и малолетни деца, каде што насилството се случувало пред нивните очи. За крај на овој разговор, Јована, на неколку наврати ги спомнавте лавиринтите, кога, сите оние што ви се обраќаат за помош, ќе се почувствуваат дека состојбата и ситуацијата се околу нив е безизлезно. Колку посегнувањето по сопствениот живот е решение за многумина од нив? Ова што се случи пред 2 дена е поразително за нашата држава, бидејќи сите ние сносиме некаква одговорност, дали поради нашиот молк, поради нашето свртување на глава, кога сме требало да подадеме рака и да помогнеме, и оној стереотип верувањата дека семејното насилство е приватна работа. Семејното насилство не е приватна работа и тоа се докаже и со настанот трагичниот што се случи за жал пред 2 дена. Во Република Македонија за среќа нема многу евидентирани случаи на самоубиство поради семејно насилство, меѓутоа во светски рамки е познат овој феномен, дури веќе се разгледува и за воведување на специфично кривично дело поттикнување на самоубиство при вршење на семејно насилство, но освен самоубиството за жал и во Република Македонија имаше неколку случаи кога жртвата последен излез од ситуацијата, поради тоа што институциите не и помогнале, го наоѓа по тоа да посегне или по сопствениот живот или по животот на насилникот. Како што беше случајот во Велес со Пале, кое што среќна околност што судот го утврди дека тоа што е направено е во самоодбрана и ја ослободи од одговорност. Меѓутоа, за да не се случуваат вакви работи, мора да има соодветна институционална помош, одговорност и реално да се проценува ризикот. Нас не ни се потребни празни флоскули на хартија да постојат административни процедури кои што МВР, ЦСР ќе ги заврши со тоа што ги пополнат документите. Нас не треба реална, стварна заштита, реална проценка на ризик, а за тоа ни се потребни соодветно обучени кадри кои што ќе ја разбираат динамиката и циклусот на семејното насилство. Не секој може да работи оваа проблематика.